Почитувани граѓани на Гром, добро вечер! Почитувани гостиварци, почитувани громовци, симпатизери, почитувани коалициони партнери, добро дојдовте на вториот митинг на коалицијата Гром! Добро дојдовте! Пред да почнеме со митингот, ги поканувам членовите на Општинскиот одбор на Гром Гостивар да ми се придружат на сцената. Да ги поздравиме со еден громогласен аплауз. Ова се луѓето кои заедно со нашиот председател, господинот Стефче Јакимовски и органите во партијата. И сите вие заедно ова се луѓето кои со нашиот председател господинот Стефче Јакимовски, органите на партијата и заедно со вас членовите и симпатизерите на Гром и симпатизерите на коалицијата на Гром се нафатија на голема задача, а таа задача е нова храбра иднина за Република Македонија. А сега да ја слушнеме химната на Република Македонија. Почитувани пријатели, тука сме сите заедно да ставиме печат на големата идеја што ја започнавме со апсолутна победа на нашиот лидер Стефче Јакимовски на минатогодишните локални избори. Идеја која продолжи на 29 мај 2013 во Александар Палас со конвенцијата. Идеја која се втемели на 28 септември 2013 година со основачкото собрание на Гром. За да во оваа изборна година добие секако и младешки ветер во грбот на основачкото собрание на форумот на млади на Гром на 26 јануари. И конечно, почитувани пријатели, конечно дојде денешниот свечен ден кога ќе го промовираме нашиот кандидат за председател на Република Македонија, господинот Зоран Поповски. Граѓанската опција за Македонија Гром и коалицијата Гром не се обична политичка партија или политички сојуз. Тие се израз на волјата на граѓаните на Република Македонија. Граѓанската опција е бојата која со неверојатна брзина ја бои црно-белата слика во нашето општество. За само 6 месеци од основачкото собрание на Гром, во Гром членуваат цели 24.000 луѓе.
а зад нив стојат 100.000 симпатизери и рейтинг од над 5%. Тоа е за поздравување. Заедно со нашите коалициони партнери, Српската напредна странка, да ги поздравиме. Српската напредна странка, партијата на слободни демократи и Титовите леви сили. Бројката е многу поголема. И со неа коалицијата Гром е трета политичка сила на македонската политичка сцена. Во коалицијата Гром членуваат македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци, црногорци и многу други, затоа што ние се обраќаме и се грижиме за сите, неделејќи ги луѓето по национална, етничка, верска или било која друга припадност. Коалицијата Гром им припаѓа на сите граѓани на Република Македонија и се грижи за нив. Затоа сме тука вечера во Гостивар и затоа сега го поканувам председателот на општинскиот одбор на Гром Гостивар, господин Владко Стојков, да ви се обрати. Повелете. Добро вечер, храбри граѓани на Гостивар. Како сте? Да, и јас сум Гром. И се чувствувам многу горд и храбар. И тоа од две причини. Затоа што сум член на граѓанската опција за Македонија и затоа што мојот роден Гостивар е избран за градот од каде ќе појде изборниот караван на Гром низ натрешноста на Македонија. Нели е тоа чест? Нели е тоа храброст? Нели е тоа признание? Ние гостиварчани ова го заслуживме. Ние живееме со идејата и визијата на Гром. Од самиот почеток, нашиот број од ден на ден се повеќе се зголемува. Нашиот глас се повеќе и подалеку се слуша. До сега успеавме да собереме во општинската организација над 300 членови. Формиравме изборни штабови и тргнавме во една голема битка, председателска и парламентарна. Дајте сите да го поддржиме нашиот кандидат, господинот професор доктор Зоран Поповски, човек достоен за почит, човек професор, патриот и граѓанин. Ние гостиварчани гордо застанавме зад него уште при самата кандидатура и собравме над 200 подписи за само еден ден. А сега дојде денот кога треба да излеземе заедно со него на политичкиот мегдан, да ги одмериме силите со оние големите, со титаните, кои 2 децении владеат на македонската политичка сцена, а сепак ние не сме ни посречни, ни побогати, ни поуспешни. Очигледно нешто било погрешно, нешто недостасувало. Јас знам што фалело. Фалеше Гром, граѓанската опција за Македонија, партија која ќе мисли со умот на народот, ќе говори со јазикот на обичниот граѓанин. Доста ни е од изветени идеологии и празни реторики. Сите ние слушавме и се изнаслушавме. Сега дојде денот, почитувани со граѓани, да проговори граѓанинот со јазик кој најдобро го разбираме. Тоа е јазикот на секојдневието, на секоја радост, на секоја тага, на секој проблем. Тој јазик мора да го слушнат што повеќе граѓани из Македонија и сите тие да ни се приклучат. Заедно да изградиме една современа европска држава која ќе биде топол дом за сите нас, во која секој оџак ќе чади право токму како оџачето на Гром. Затоа ве повикувам, сите заедно од тука да тргнеме напред во победа за Поповски, во победа за Македонија, почитувани со граѓани. Ви благодарам.
Би ве замолил за уште еден громогласен аплауз за господина Владко Стојков, прекрасен говорник. Секоја чест. Владко Костов. Јас го знам како Владко. За само 6 месеци, почитувани граѓани, почитувани поддржувачи, граѓанската опција за Македонија има структура од 50 општински одбори. Структура која со местните одбори се протега до секој граѓанин, до секој дом, до секое наоддалечено село во Република Македонија. За само 6 месеци Гром ги создаде силните организации во својот состав во името на Младинскиот форум, во името на Форумот на млади на Гром, Форумот на жени на Гром и градската организација на Скопје, кои се движечка сила на партијата. Коалицијата Гром не е обична коалиција. Ние зборуваме на сите јазици. Ние одиме во сите храмови. Ние ги празнуваме сите празници. Ние веруваме во сите граѓани, затоа што ние сме храбри и стоиме со вистината во нашите срца. А само во слободата вистината е целосна. Затоа, сега ја поканувам попредседателката на Гром, господја Мавие Мехмети, да ја поздравиме со громогласен аплауз. Të nderuar qytetar, vëllezër dhe motra, simpatizues, i nderuari kryetar i opcioni qytetar për Maqedoninë, zotri Stefço Jakimovski, i nderuari kandidat për kryetar të shtetit të Republikës së Maqedonisë, profesor doktor Zoran Popovski, mirëmbrëma gostivari! Të gjithë e dim që ne qytetarët e thjesht jetonim në errësirë, të pandihmë. Për dëshirat, mendimet e tona nuk kishte nevojë asnjë parti tjetër politike. Në vend që të dhurohet paqe, dashuri, tolerancë, në mes njerëzve u dhurua urrejtje, me qëllim që të bëhen ndarje etnike. I theksonin ndarjet mes njerëzve, i mësonin njerëzit të jetojnë të ndarë, në vend që të jetojnë të bashkuar. Ndarja e partive maqedone dhe partive politike shqiptare është një ide e harxhuar, e cila 20 vite e më tepër nuk solli asgjë të mirë për qytetarët. Përkundrazi, i ndau dhe shkaktoi konfrontim dhe urrejtje të panevojshme. Kjo gjë askujt nuk i duhet dhe askush nuk ka nevojë për atë gjë. Por tash, në skenën politike, u shfaq opcioni qytetar për Maqedoninë, parti e qytetarëve dhe për qytetarët, parti me vizion qytetar, parti e fuqishme. Ne, themeluesit e partisë, po dhe të gjithë antarët e partisë politike, me fuqin ton u shfaqëm gjithkund, duke ju thënë mjaft gënjeshtarëve, mjaft mashtruesve. Fjalën guximshëm e mësuam nga lideri i partisë ton, zotri Stefço Jakimovski. Mësuam që të varfërve duhet ofruar ndihmë. Mësuam se si të shprehemi të lirë. Mësuam se zëri dhe dëshirat e të rinjve është në vend të parë. Dhe një gjë më me rëndësi që mësuam është se të gjithë jemi të njëjtë. Pavarësisht a jemi Maqedonas, Turq, Vle, Rom apo Shqiptar. Opcioni qytetar për Maqedoninë do të mundoj që qytetarëve t'ju ofroj diçka tjetër, diçka ndryshe nga ajo që ka ofron
subjekte tjera politike në këtë vend. Kryetari i shtetit, si një nga figurat e rëndësishme të shtetit, duhet të jenë person pas një tëmet të biografisë së tij, pas një pikë të zezë në karrierën e tij politike. Pikërisht, personi i tillë është kandidati im për kryetar, profesor doktor Zoran Popovski. Te ai bashkohen të gjithë kualitetet që OQM-ja mendon që duhet t'i ketë kryetari i ardhshëm i shtetit. Zotri Zoran Popovski posedon vlera të larta morale dhe pikërisht kjo është ajo që i duhet Republikës së Maqedonisë. Ai është profesor një koqir me familje të nderuar. Si që i mëson studentët në 3 fakultete, ashtu i mëson edhe fëmijët e tij. Ashtu i dhe edukon edhe të rinjt, ashtu rrufejshëm, guximshëm. Të din me zvete të respektohen, të investojnë në dituri, jo në rahje. Të luftojnë kush më tepër ka mësuar, dhe jo kush është më i fuqishëm. Dhe të gjithë, pa dallim feje dhe kombi, të mësojmë se atë dheu ynë është Maqedonia. Ata duhet të rinë këtu dhe lumturinë e tyre jo ta kërkojnë jashtë vendlindjes. Dhe ne e dim që ky është opcioni i vërtet. Dhe ne, të opcioni qytetar për Maqedoninë, do të bëjmë shumë ndryshime në të gjitha segmentet e jetës. Sepse ne kemi një vizion dhe kemi një kandidat të përkryer për kryetar të shtetit të Republikës së Maqedonisë. Ai na dha fjalën neve, po ua dha fjalën dhe juve, që ai do të jetë zëri ynë në shtetin. Ai që ne mendojmë, ai atë gjë do ta thotë. Atë që neve na mundon, ai do ta zgjedh. Dhe pikërisht opcioni qytetar për Maqedoninë ofron këtë kryetar, profesor doktor Zoran Popovskin. Prandaj, e janë të gjithë së bashku, më 13 prill, të gjithë guximshëm, të gjithë fuqishëm, ashtu si dim vetëm gostivari, të japim votën tonë numrin 4 për kryetarin tonë, për kryetarin konsenzual për të gjithë qytetarët e Maqedonisë. Vetëm fuqishëm dhe guximshëm panor të gostivarit. Fuqishëm dhe guximshëm për numrin 4. Fuqishëm dhe guximshëm për doktor Zoran Popovskin. Почитувани браќа и сестри, драги пријатели, поддржувачи, симпатизери, почитувам председателя на граѓанската опција за Македонија Стефчо Јакимовски. Почитуван иден председател на Република Македонија господин Зоран Поповски. Добро вечер гостивар! Сите знаеме дека доскоро ние обичните граѓани живеевме безпомошни. За сите наши желби, мисли, немаше потреба ни една партија. Наместо мир, толеранција, љубов, меѓу луѓето се градеше омраза, со цел да направат етничка поделба. Ги нагласуваа разликите меѓу луѓето, ги учеа младите да живеат одвоени, наместо споени. Поделбата на македонски политички партии и албански политички партии веќе е потрошена идеја
која 20 и повеќе години не донесе ништо добро за граѓаните. Напротив, ги раскара, ги раздвои, создаде непотреба конфронтација и омраза. Тоа никому не му треба и никој, верувајте, не го посакува. Но сега на политичката сцена се појави гром. Партија на граѓаните и за граѓаните. Партија со граѓанска визија. Храбра и решителна. Ние, основачите, но и сите членови на Гром, до последен, со нашата храброст се појавувавме секаде, кажувајќи им доста на измамниците, на лажговците. Зборот храброст го научивме од лидерот на нашата партија, господинот Стефчо Јакимовски. Научивме дека на сиромашните треба да им се понуди помош. Научивме како да се изразиме слободно. Научивме дека гласот и желбата на младите е на прво место. И едно најважно нешто што научивме е дека сите луѓе се еднакви, независно од тоа дали сме македонци, албанци, турци, роми, власи и така натаму. Гром ќе се обиде на граѓаните да им понуди нешто поинакво, поконкретно, во споредба со тоа што го нудат другите политички субјекти од земјава. Председателот на државата, како една од клучните фигури во дипломатијата на државата, мора да биде личност со преспекорна биографија, без ниту една дамка во својата професионална и политичка кариера. Токму таков човек е нашиот кандидат за председател, професор доктор Зоран Поповски. Во него се обединуваат сите квалитети кои Гром смета дека треба да ги има идниот председател на земјата. Над се, Поповски поседува и високи морални вредности, а тоа е тоа што на Македонија му треба најмногу. Тој е професор, но и домаќин човек, со семејство, со почет. Како што ги учи студентите на 3 факултети низ државата, така ги учи и своите деца, така ги советува сите млади, онака громовски. Да знаат меѓу себе да се дружат, да се почитуваат, да вложуваат во знаење, не во кавги и тепачки, да се надпреваруваат кој повеќе научил, а не кој е посилен. И сите, без разлика на вера и нација, да научат дека нивната татковина е во Македонија. Тие треба да останат тука и да ја градат, а не својата среќа да ја барат надвор во туѓина. И јас знам дека ова е вистинската опција и дека ние од Гром ќе направиме многу промени во сите сегменти на животот. Зошто ние имаме една нова визија. Имаме совршен кандидат за председател на Република Македонија. Тој даде збор пред сите нас, но и пред сите вас, дека тој ќе биде нашиот глас во државата. Она што ние го мислиме, тој ќе го каже. Она што нас не мачи, тој ќе го реши. Е таков председател нуди Гром, професор доктор Зоран Поповски.
Затоа, ајде сите на 13 април, сите храбро, онака како што знае само Гостивар, да го дадеме својот глас за бројот 4, за нашиот председател, консензуалниот председател на сите граѓани на Македонија, не само на две партии. Само храбро, храбро за четворка, храбро за господинот професор доктор Зоран Поповски. Ви благодарам. Ајде да ја поздравиме Мавије Мехмети, млада, храбра Албанка. Говореше 15 минути, секоја чест. Секоја чест. Почитувани поддржувачи, членови и симпатизери, велат, председателот на државата треба да биде татко на нацијата. Треба да биде голем човек, човек со големо срце. Треба да биде умерен, мудар. Треба да знае што сака и како тоа да го оствари. Треба да го сакаат за тоа што го прави, а не за тоа што го представува. Треба да биде и сталожен кога ќе се решаваат најголемите предизвици. Но најважно, треба да ја зборува вистината. А знаете ли кој е бројот на вистината во науката на бројките? Па тоа е бројот 4, бројот на гром, бројот на господинот Зоран Поповски. Господине Зоран Поповски, чест ми е да ве покарам на оваа сцена и да им се обратите на гостиварчани, да го прославиме со големосан аплауз. Драги сограѓани, почитувани гостиварчанки и гостиварчани, кога ја слушав Мавије како зборува, како да ја слушав песната мојата омилена Сакам БМВ Алпина, како Петрица Рачини ја пееше половина на македонски, половина на албански јазик. Мелодијата е прекрасна, таа треба да не обединува. Апсолутно не ми сметаше што половина од песната ми беше помалку разбирлива. Меѓутоа, таа треба да биде огледало на идната Македонија. Македонија сложна, сплотена, традиционална, вечна Македонија. Сакам да ве прашам дали во моментот Македонија е демократска земја. Дали до сега сте имале преседател кој што во име на граѓаните ја критикувал власта, барал од неа да застане зад интересите на граѓаните? Ке се обидам таа празнина во политичката историја на Македонија да ја пополнам. Ви ветувам дека ќе бидам преседател на сите граѓани на Република Македонија, независно од нивната национална, верска, политичка припадност. Независно од нивната возраст и пол. Сакам конечно во Македонија да живееме едни со други, а не едни покрај други. Колку повеќе се познаваме, толку повеќе ќе се почитуваме. Можеме за некои работи и да не се согласуваме. Тоа е човечки. Меѓутоа, ќе се толерираме. Во таков дух сакам да ги развиваме и следните генерации. Затоа што, ако отстапиме од тие принципи, ќе исполнуваме желби на некои етнички заслепени лидери од соседните земји кои што сакаат Македонија да избришат со гумичка од политичката карта на Македонија. Се надевам дека таа желба нема да им ја исполниме. Нашата клучна цел е да го вратиме граѓанинот на пиедесталот во политичкиот живот. Во изминатите 20 на години не зборувавме за човечки судбини и проблеми. Не зборувавме за интересите на граѓаните. Партиските интереси преклопија се. Станавме сведоци на безпоштедна, безобразна, секојдневна борба
која што се огледаше во пресконференции на кои што се плука едни со други. Не оставија простор за граѓанската вистина. Затоа се појави граѓанската опција за Македонија да го пополни тој простор и да понуди надеж на оваа држава во наредниот период. Ме направивте горд човек со вашите 10.600 потписи кои што ги собравме во рекордно време. Особено сум горд што структурата на луѓето што се потпишаа зад мојата кандидатура е огледало на Република Македонија, бидејќи зад мене застана преку 500 наши албанци сограѓани, преку 300 турци, срби, роми, власи. Тоа е еднината на Македонија. И јас се чувствувам на вистина, како што рече Мавије, како консензуален кандидат на овие избори. Сакам да ви порачам дека во Македонија ќе воспоставиме институции во кои што граѓанинот ќе верува, од кои што нема да се плаши. Нема да дозволиме веќе судските пресуди да се преплавени со политички интереси. Сакаме граѓанинот кога оди на суд од било кои причини да се чувствува сосема слободен и да очекува дека пресудата која што ќе добие ќе биде заснована врз основа на аргументи. Нема да дозволам веќе во Македонија да има политички затвореници. Нема да дозволам да се апсат новинари и да се угушуваат медиуми. Нема да дозволам повеќе да нема политички диалог и за секоја караница во државата да викаме меѓународни фактори да не помируваат. Тоа не е достоинствено за Македонија и за нејзините граѓани. Доста ни е веќе од празни декларации дека сакаме да бидеме членки на Европската Унија, се извинувам, и на НАТО. Тоа ќе го покажеме на дело. За мене политиката е прагма, сакам конкретни чекори. Сакам да ги отвориме недоразбирањата, да ги затвориме сите оние отворени прашања кои што ни се попречуваат на патот на Европската Унија во однос на името, во однос на идентитетот. Сакам да ви порачам цврсто, недвојбено, дека нема отстапување од уставното име и од идентитетот на граѓаните во Република Македонија. Но тоа не значи дека не сакаме да развиваме добрососедски односи со сите соседни земји. Ајде да отвориме нова страница во тие односи. Ајде да се покажуваме добри домакини на спортските надпревари, да развиваме културна, уметничка, образовна, научна соработка. Во моментот кога ќе ги развиеме тие типови на соработка помеѓу граѓаните, проблемот со името ќе стане абсурден. Како што рече пред некој ден и поранешниот генерален секретар на НАТО Џорџ Робертсон, тоа прашање ќе биде тргнато од реалноста и Македонија ќе стане полноправен член и на Европска Унија и на НАТО. Во однос на безбедноста сакам да ви порачам дека наш императив е да бидеме членки на НАТО заради заштита на територијалниот суверенитет во Република Македонија. Затоа Гром многу громовски реагираше пред 2 недели кога побаравме по итна поставка Македонија да биде примена во алијансата врз основа на апликацијата од 2008 година. Додека многумина не сметаа за наивни, после само неколку дена генералниот секретар објави дека НАТО е спремен за проширување. Работите ние ги предвидуваме, не ги чекаме. Тоа е величината на Гром. Постојат многу сектори во Македонија, во државноста, каде што преседателот нема своји ингеренции. Меѓутоа, ви ветувам дека ќе застанам за сите оние граѓани кои што ќе се почувствуваат обесправени во образованието, во здравството, во социјалната заштита, во економијата. Ќе барам од гувернерот на Народната банка на Република Македонија да води стабилна монетарна политика, меѓутоа нема да дозволам безпримерно трошење на јавните пари на непродуктивни инвестиции. Сакаме да го развиваме нашето општество мултицентрично, не сакаме се да се собере во Скопје. Сметаме дека и Гостивар и гостиварчани заслужуваат попристоен живот. Зборот глоба сакаме да го изфрлиме од вокабуларот. Тој стана најомрзнат збор и ги празни жебовите на граѓаните, а ги полни касите на државата.
Мислам дека таа пракса мора да престане. Секој закон кој што ќе оди против интересите на граѓаните, кој што ќе сака да ги казнува честните, благородни наши луѓе, ќе го ставам ад акта. Нема никогаш да подпишувам такви закони и нема да дозволам владата да се игра со судбината на нашите луѓе. Почитувани сограѓани, сум живеел неколку години надвор од Македонија. Сум имал можност да работам во многу поразвиени земји од Република Македонија. Меѓутоа секогаш сум се враќал дома, затоа што моето срце било секогаш во Македонија. Песет години живеам во мешана средина, во Тафталидже. Сум учел во училиште каде што се изучува наставата и на македонски и на албански јазик. Моите деца учеле во истото тоа училиште. Никогаш во живот не сум имал проблем и не ми фали ни влакно од главата заради сите тие работи. Јас немам предрасуди. Кога одам на пазар, јајца купувам од мојот пријател Мифтар затоа што знам дека произведува и квалитетни производи, а башка сме другари од 5 години. Купувам производи и од мој Боро, и од мој Зоки, затоа што ми се и пријатели и затоа што не правам разлики помеѓу луѓето. Мене ми е апсолутно сеедно. Сакам сите да бидеме среќни и задоволни во оваа држава. Сакам да ви кажам дека во престојната кампања од мене нема да слушате лоши зборови. Не сакам да се навредувам со политичките опоненти. Сакам само да ја промовирам вистината на граѓаните, вистината на граѓанската опција за Македонија. Затоа ве поканувам на 13 април да покажеме храброст, да покажеме волја, затоа што гласовите што ги давате за мене се гласови за вас, се гласови за Република Македонија. Ајде на 13 да славиме. Храбро за Македонија! Ви благодарам. Почитувани, и ние вечерва не би биле овде во волкав број да не постоеше една историска реченица. Реченица која ја смени целосно македонската политика. Еден човек, голем човек, вака не праша: дали сте храбри? Дали сте храбри? И вели: јас ја црпам храброста од вашата енергија. Почитувани граѓани, лидерот на коалицијата Гром, господин Стефче Јакимовски. Добро вечер, почитувани пријатели. Благодарам. Мимнама ве лезер ве мотра шиптар. Драги браќа, македонци, албанци, турци, македонци муслимани, власи, роми, Срби, бошњаци, црногорци, хрвати. Нашата почитувана подпредседателка Мавије кажа дека партиите, како што се поделени на македонски и на албански, ништо добро не и донесоа на Република Македонија. Вие деновиве можете да ја видите реториката на тие водечки партии во Република Македонија. Можете да видите како се силат и едната и другата, како се подготвуваат за пресметка. Па, почитувани пријатели, одиме на избори да ги разрешиме политичките конфликти.
Одиме на избори за да обезбедиме политичка стабилност на Република Македонија. Одиме на избори за да Република Македонија добие мирен постизборен период, а не да добиеме конфликти. Каква ќе биде таа пресметка меѓу нив? Тие нема да се пресметуваат, ќе се пресметува народот. Гром не е за тоа. Гром е за соживот, за заедништво, за почитување. Гром, почитувани пријатели, е проблемите да ги разрешуваме со разговор. Ние не прифакаме политика на преговори. Едните премногу бараат, другите премногу даваат. Ние сакаме да разговараме и да се разбереме. За етничките прашања треба да се разбереме и внатре во рамките на партијата. Затоа ни е драго што оваа партија е мултиетничка. А ние знаеме и сметаме дека е најбитно Република Македонија да има етничка стабилност. Ако нема етничка стабилност, нема политичка стабилност, нема безбедносна стабилност. Штом го немаме тоа, нема економски просперитет. Кој инвеститор ќе дојде во земја која што е безбедносно, политички и етнички нестабилна? Така си ја загрозуваме и днината на нашите деца. Денеска сите граѓани на Република Македонија ги тишти еден и единствен најгорен проблем – сиромаштијата. Нискиот животен стандард. Ајде да се трудиме како да го подигнеме животниот стандард, како да го подобриме живењето, како да отвориме перспективи за нашите млади деца, за овие прекрасни луѓе овде што стоја зад мене, зад овој прекрасен Владко, кој што имаше одличен говор вечера овде во Гостивар. За тоа треба да постојат партиите, за да отвараат перспективи за младите луѓе и за граѓаните, да ги разрешуваат, а не да ги усложнуваат нивните проблеми. Ние сакаме да бидеме водечка партија во тоа. Ние знаеме дека има граѓани на Република Македонија кои што размислуваат со свој ум, дека не се сложуваат со црна-белата техника во Република Македонија, дека не се сложуваат власта да ја даваат наизменично на партија која ќе земе власта, ја прави државата забокречина, не мрда ни напред ни назад, ниту пак на партија која што ќе направи државата Тексас. Има граѓани кои што сакаат во оваа држава да постои ред и поредок. Да разговараме за иднината наместо за минатото, да зборуваме за иднината на живите, а не за спомените за мртвите. Да отвараме перспективи. Тие граѓани се само малку подуплашени. Граѓани кои што сметаат дека премногу се затегна ситуацијата во Република Македонија и нема простор за политичко ново делување. Наша цел е тоа, нив да ги охрабриме, да им кажеме дека има сила, а тоа е гром, која сака да извлече таа нивна енергија, да ги ослободи, да излезат од домовите, да не се плашат, затоа што не има многу, да се ослободи таа енергија и да кажеме не. Ние не сакаме власт од која ќе се плашиме. Затоа не гласавме за слободна, самостојна и независна Република Македонија, за да си се плашиме од сопствената власт. Од власта нека се плашат криминалците, ајдуците, хоштаплените, лихварите, честниот работник, честниот невработен, честниот социјален случај, честниот стопанственик нема зашто да се плаши од државата, а кај не се случува обратно. Почитувани пријатели, ние сакаме тоа да го измениме и таквите тенденции да се запрат. Секој има право на политичка определба, секој има право на политичко размислување. Воспротивно, зошто ни требаше више партиски систем? Требаше да си останеме во еднопартискиот, ако треба сите да членуваме во една партија. Тоа е смислата на политичкиот плурализам. Да има демократија, да има слобода во размислувањето. Кога има слободни граѓани, се ослободува огромна слободна енергија. Тогаш се развиваат творците и писателите, и уметниците, и поетите, и спортистите, и научниците, и стопанствениците. Тогаш има прогрес за цела држава. Во држава која што има уплашен народ, не може да се мисли дека таа ќе биде горда држава. И почитувани пријатели, нашата филозофија е следнава. Ние сакаме
да се посветиме на решавање на внатрешните проблеми на граѓаните. Ние сметаме дека председателот на државата токму и со тие работи треба да се зафати. Ние сметаме дека председателот на државата не го бираме за да му се допадне на Баросо, на Меркел и не знам на кој се не. Ние бираме председател нам да ни е биде добар, да се бори за нашите интереси. Заедно со председателот да се свртиме сите кон решавање на внатрешните проблеми. Нам ни треба функционална демократија. Нам ни треба ефикасна државна администрација која што нема да биде корумпирана. Нам ни треба безбедни граѓани, безбедна држава. Нам ни треба криминалците да бидат на една страна, полицијата на друга страна. Нам, почитувани пријатели, ни треба слободно новинарство. Нам како граѓани ни треба повисок животен стандард. Нам ни треба стабилни институции кои што се символ на државата. Нам ни треба здравство кое што ќе води сметка и ќе обезбеди квалитетни здравствени услуги за сите граѓани на Република Македонија, а не профитабилно здравство. Нам ни треба подобро образование, кое што ќе може да биде применливо во практиката. Нам, почитувани пријатели, ни треба во судот да се суди според словото на законот, според да има правда и правна држава, затоа што сметаме дека сите неправди треба се исправат на едно место во судот, а не судот да биде извор на неправди. Епа, почитувани пријатели, ако таква држава си направиме, кој тоа нас нема да не сакат во меѓународните институции да не прими? Ако Македонија биде силна однатре, таа ќе биде уште посилна према надвор. Тоа е нашиот концепт, да си ги средиме внатрешните односи, да живееме подобро, да имаме стабилни институции и верувајте дека името ќе остане единствен, изолиран проблем, кој што навистина веќе им е јасно на сите дека е апсурден проблем. Тука Гром има чисти и јасни ставови. Нити на референдум сме го добили името, нити на референдум ќе го даваме. Највисоко цивилизацијско достигнување е кога имате спор, да вадите пиштоли и тенкови и калашникови, туку да одите на суд. Ние за прашањето на името отидовме на суд, на меѓународен суд и добивме пресуда во наша корис. Епа, почитувани пријатели, тој меѓународен суд го формирала и го финансирала меѓународна заедница, епа должна е да си ги почитува одлуките на судот кој што таа ги финансира. И ние ќе се држиме строго за тоа право. Правото е на наша страна. Ние не сме подготвени да ги даваме националните интереси. Националните интереси, тоа значи интересите на сите граѓани на Република Македонија. Во исто време сакаме добрососедски односи, сакаме, почитувани пријатели, со сите соседи да ги развиваме квалитетна основа, трговските односи, да ги отвараме бариерите што постојат во стопанството, во трговијата, да ги зближуваме народите и со нашите соседи грците да живееме добро. Единствен, изолиран проблем да остане само името и сите ќе сватат дека тој проблем е навистина абсурден и измислен и Република Македонија ќе си ги отвори своите перспективи према евроатлантските интеграции. Ние реагиравме на тоа што се случило во Украина. Се прават глобални промени токму во близина на Балканот. Тие промени се многу опасни, кои што можат сериозно да се рефлектираат и врз стабилноста на Република Македонија. И инсистираме повеќе да не се одоговлекува приемот на Република Македонија во НАТО како безбедносна структура. Затоа што секаде каде што земјите се членки на НАТО, тие се земји многу постабилни. Затоа што нестабилностите се јавуваат во земји кои што не се членки на НАТО и на Европската Унија и затоа што толку долго држање на одредени држави доаѓа до внатрешна нестабилност. Ние сакаме да бидеме држава која што има цивилизирани норми, високи норми. Ние сме сигурни дека ќе дадеме голем допринос и во безбедносните структури на НАТО, но во исто време и во развојот на европските процеси. Почитувани пријатели, на овие избори излеговме
една од ретките партии, има 64 регистрирани партии во Македонија, а само 4 имаат своји председателски кандидати. Само оние партии кои што се добро организирани, само оние партии кои што имаат силно и посветено членство, само оние партии кои што се подготвени да кажат да, ние сме за тој председателски кандидат. И ние од гром за само 1,5 ден ги собравме потребните подписи. Немој да мислите дека другите партии не сакат да имаат свој председателски кандидат. Гром на Македонија и дава одличен председателски кандидат кој зборува 3 светски јазици, кој има огромно меѓународно искуство, кој што работел и за НАТО структурите 4 години во Брисел во Комитетот за образование и наука, кој беше експерт на Европската комисија за подигање на капацитетите во образованието во Босна и Херцеговина, кој работеше за Обединетите нации, кој работеше за УНЕСКО. Ние предлагаме такви кандидати со одлично политичко искуство, како член на председателство на младина на Македонија, како државен секретар за образование, кој што има искуство во извршната власт и кој што знае како функционира државата. Тоа се адутите на нашиот председателски кандидат. За разлика од него, едната партија ни предлага кандидат кој што главен адут му е што од 50 метри му намигнал на Обама, а другата политичка партија затоа што нејзиниот председателски кандидат бил советник на 2 председатела. Јас само сакам да ве прашам, кој советник во светот одговарал за погрешни совети? Кој од нас ги знае советите што се давани на председателите? И уште една работа сакам да ви кажам. Председателите кои што тој ги советувал, кога ги советувал, имале низок рейтинг и јас сакам да кажам дека на Македонија не и треба председател кој што ќе биде продолжена рака на власт. Ниту и треба председател кој што ќе биде контраш на власта. Туку на Македонија и треба разумен председател, кој што ќе се бори пред се за интересите на граѓаните, кој што ќе застанува на страна на неоправдените, кој што ќе застанува на страна на оние кои што се сиромашни, на оние на кои што им треба државната помош, на онаков председател кој ќе сака да имаме високо квалитетни институции, на председател кој што ќе бара од владата да го подига стандардот на граѓаните, кој ќе треба да мисли за еднината на граѓаните и на младите луѓе во Република Македонија. Таков председателски кандидат е господинот Зоран Поповски. Ве повикувам на 13 април да излеземе масовно сите, да гласаме. Да гласаме за господинот Зоран Поповски со број 4. Ние имаме држава после 1 милениум. Председателот на државата е символ на државноста на Република Македонија и тоа треба да го почитуваме, да излеземе и да гласаме и да биде одзивот што е можно поголем. Да сте живи и здрави, ви посакувам среќа и берекет на вашите семејства и среќа и напредок на Република Македонија. Да живее Македонија, да живее Гром. Благодарам. Здраво, господи, може да се песна да почнеме? Кога сонцето на утро се раѓа, замислиш една звезда паѓа.